Не оди повеќе истапкан пат, каде и да води. Место тоа, оди таму каде што нема пат и остави некоја трага. Каква трага ќе остави новата влада во походот да се реализира ветеното? Се најавува високо ниво на реализација на капиталните инвестиции и изградба на нови патишта. Но која ќе биде цената да се наплати цехот? На грбот на граѓаните или за граѓаните? Изградбата на автопатиштата и овие досегашните како повод, извориште на корупција и можност за лично богатење или желба за европска инфраструктура. Во студиото на 24 отворено вечерва дебатираме со министерот за транспорт и врски Горан Сугаровски. Добро вечер, добро дојдовте. Прв пат сте во ова студио. Чинам после вчерашната пресконференција ќе имате доста што да кажете и вечерва. Апсолутно. Сладјана Тасева, познат антикорупционер, кој што долго време ги истражува девијантните појави во македонското општество и пошироко. Темата е прилично податлива за тоа. За корупција посебно. Благодарам за поканата. Господинот Зоран Китанов, правник, но сепак во фондот за патишта. Јавното претпријатие за државни патишта. Добро вечер. Да, во јавното претпријатие. Дојдовте како правник таму за да видите што правеле претходниците или имате некое искуство со патиштата? Не. Значи, јас како правник направив и гасификација на Стромица, а не бев машински инженер. Значи, предизвик ми беше ова, но се надевав дека нема да затекнам тоа што затекнав, но животот оди понатаму. Овде сме да им направиме на граѓаните да биде подобра еднината. Благодарам. И да ги решиме проблемите. Ќе видиме. Кире Секуловски, член на Комората на овластени инженери и архитекти. Накој имавме можност да проговориме за сето она што претходеше на овие работи околу изведбата на патиштата и чувме доста интересни работи за сите оние пропусти што биле правени. Да, начално чувме и понатака во текот на изведбата сигурно ќе има уште некои работи кои што ќе бидат слушнати, зашто пропустите се веќе направени и сега не треба да гледаме веќе што е направено. Тоа што е направено, треба да гледаме да се заврши. Граѓаните ги интересира да биде завршено. Така е. Еве тука е министерот, одма да го искористиме присуството. Ќе има продолжување анекси на договорите со Синохидро. Тоа е истата компанија со која што претходната влада ги исклучи договорите, за кои патем неколкумина од нив се под истрага на СЈО и веќе се во судска постапка. Нели е малку симптоматично да ја продолжувате работата со истата фирма за која што тврдевме дека ја оштетила државната каса заедно со владините функционери за 155 милиони евра? Значи јас и неформално пред да почне емисијата соопштив дека ми е драго што и Сладјана Тасева е тука и да една од темите што и корупцијата и би сакал да расчистиме многу дилеми кои што евентуално би се појавувале во јавност. Еден обид имав, мислам дека беше добро објаснет, тоа беше значи носењето на дополнителниот анекс на договор во парламентот за Миладиновци Штип и таму сите аргументи ги дадов зошто и кои се причините зошто имаме продолжување на рокот од една година за изградбата на автопатот Миладиновци Штип. На вчерашната пресконференција, кој не беше пресконференцијата за автопатиштата, се однесуваше за намалувањето на катастарските услуги кои што ги направи владата на Република Македонија, сепак голем дел на новинарите поставуваја прашања врзани со автопатиштата, вклучително и со Кичиево Охрид. Јас и во секоја прилика настојувам да одговорам она што е јасно и сакам да биде многу отворено и транспарентно. Значи, согласно договорот кој што е склучен со фирмата Синохидро, ние баравме прво продолжување на рокот за Миладиновци Штип и сега ќе бараме рок, најверојатно бидејќи се уште се во завршна фаза преговорите за анексот, рок од 3 години да се продолжи и да се заврши изградбата на автопатот Кичиево Охрид. Согласно сите пропусти кои што и проблеми се јавени, за кои што за жал претходната влада апсолутно не сакаше ни збор да каже. Стојам цврсто и денес да зборуваме за тие проблеми, кои што и пропусти кои што се направени од сите и за кои што најверојатно при вториот анекс, кога ќе треба дополнителните средства да се објаснуваат. Ве разбирам, ќе зборуваме за пропустите, но ве прашав, дали е логично и нормално да ја продолжите работата со истата фирма за договор што е направен патем во непосредна спогодба, во 4 очи, за кој што вие обвинувавте дека е криминален, уште кога се потпишуваше, за потоа преку истрагата на СЈО да се
дел од сомневањата се потврдат и сега имаме судска постапка за тоа. Не ми изгледа логично дека вие треба да продолжите да работите, да газите по истата траса по која што одеше ВМРО ДПМН. Кога велам траса, Не зборам за газиме целата по истата постапка. траса затоа што баш кај што ќе треба уште не знам колку милиони евра да се платат и дополнителни штети граѓаните и државата треба со раскинување на договорот кој што ќе биде најверојатно на штета на граѓаните пак, а не на други. Значи јас она што сакам на јавноста да ги објаснам цело време е следното, дека ние и во нашата владина програма ги имаме до изградба нови патишта, бидејќи доколку ги прекиниме тие договори. Од една страна државата ќе треба да плати штета за тоа што ги растурила договорите, бидејќи се уште за жал не е во судската постапка завршена во целост, тоа се сомневања и обвиненија, таа треба да заврши, а од друга страна да плаќаме штети и од друга страна да останат граѓаните без автопатишта. Тоа триплизијан би било. И затоа јас сакам сите потпишување на анекс, без разлика дали е за време траење на договорот или за дополнителни средства, сакам најтранспарентно во јавноста да бидат овие. Тука сум и јавно повикувам моето работење од 1 јуни, од кога сум министер за транспорт и врски, слободно било кој орган во оваа држава, вклучително и двете обвинителства во Македонија, и невладините организации, и пратениците 120, слободно можат да го преиспитаат. Стом на тврдење дека ние бараме начин како да се доизградат автопатиштата, при тоа да има да колку што може помалку средства да биде натовар на граѓаните. Добро. Тасева очигледно владата ќе продолжи со потпишување на анекс договори за да може да се доизградат патиштата, инаку тие би престанале. Мислите ли дека зголемувањето на овие дополнителни работи во рамки кои што сигурно ќе опфатат над 30% на нормална процедура на зголемување на анекси за кое што претходно сведочевме, може да биде сомнителна? Треба ли да продолжи на истиот начин? Па слушнавме ветување за транспарентност. Мислам дека тоа најмалку го очекуваме. Значи, она што треба да се прави е да се преиспита се што досега се правело и како тоа се правело. Очигледно, министерот многу пати во своето сега зборување ги употреби зборовите проблеми и пропусти. Значи, тоа се сериозни ситуации. Ние треба да се покрај тоа што ќе се продолжува понатаму, нормално нивна работа е да преиспитаат во која фаза е доведена работата, што е поекономично и поисплатливо. Ако си на средина на мостот, дали треба да се оди напред или треба да се вратиме назад, што ќе биде поцелисходно во оваа ситуација. Ако трошокот е помал, иако е голем, очигледно, и ризикот е помал, ако се проложи напред, тогаш треба да се оди понатаму, но тоа сето треба да се направи во една транспарентна процедура и многу јасно да се каже, но при тоа едновремено да се лоцира и одговорноста за сите пропусти и проблеми. Да. Затоа што некој ја довел и не довел нас во ситуација да ги плаќаме 3 пати, 5 пати поскапо по километар или 1 километар на патот до Кичево. Но ние веќе 6 месеци слушаме за ова, а до сега не видовме ниту една кривична пријава, ниту пак отворена постапка од истражните органи. Има постапка Еве, министре, може да отворена. се вклучите и вие пред Има од специјалното јавно обвинителство, веќе се води некоја Тоа е постапка. за делот за друга постапка, не е за делот на проектирањето и изведбата. Точно е. Во однос на тоа мора да се мисли на утврдување на одговорноста за сите тие пропусти, за тие штети кои што се предизвикани за буџетот на Република. Министре Кусо, па после да одиме со господин Китано. Сакам да потенцирам јас на дневна основа, без разлика сега, може би вие зборувате само за објавените бомби, за кои што за провизиите јавното обвинителство има покренато обвиненија. Јас сакам да потенцирам дека јавното обвинителство на Република Македонија и специјалното јавно обвинителство на дневна основа доставуваат барања по разноразни основи, не само за во делот на провизиите. Јас многу јасно на дневна основа како достасуваат барањата од тие органи, јас на дневна основа ги враќам тие одговори, така да не станува збор само за баш Значи има веќе предистражна постапка, можеме да заклучиме и за овој дел. Она што од страна на јавното обвинителство и на специјалното јавно обвинителство како министер за транспорт и врски од мене се бара, јас тврдам дека на дневна основа одговарам. Дури дел за останати барања што беа, се е одговорено и доставено. Врз база на она што се разбира се бара од мене. И не само за автопатиштата, туку и за многу, претпоставувам, дел од необјавените бомби се, пошто јас
Не знам Китанов, заради што се го барани тие. начнавме дел од темите, истото прашање и за вас. Зошто и после толку време од доаѓањето на власта, а во меѓувреме многу долго се зборуваше за сите пропусти што се направени при изградбата, не видовме дека некој е повикан на одговорност? Вака, значи овој договор е склучен по ред ФИДИК. Колегата до мене знае убаво што значи ред ФИДИК. Тоа е закон во градежништвото. За било какви да има последици, го имате судот во Лондон, каде што на граѓаните, овој пат, ако ние утре сабале кажеме, нели вака вие кој што викате и јас, од почетокот настапував емотивно, меѓутоа не е баш така едноставна работата, ќе излезе два пати поскап ако почнеме со судење, со раскинување на договор. Ние тргнавме со министерот, со владата во првите преговори уште и постигнавме еден така fair play, no claims, no penalty. Значи, да нема клеймови, да нема пенали, зборам сега за за Миладиновци Штип. Каде што нити ние нашите пенали ќе ги испарачаме, нити они нивните, те да ве подсетам, таму 24 далноводи некој не ги видел и јас за последните 3 месеца успеав во соработка со Евана, во соработка со другите институции да ги тие поместиме, тргниме, но во меѓувреме не ни тече времето за пеналење на нас како држава, бидејќи вие кога еве, сега така да бидам појасен. Не сте возможиле услови значи, чисти по за ред градот. ФИДИК имате и клеймови и пенали. Пенали е кога ние ги казнуваме фирмите ако не завршиле на време и така натаму или некој друг пропуск, а клейм е кога инвеститорот, државата не им отвори, значи за да се почне еден пат, експроприација треба да биде 100% завршена. Не е завршена. Треба да нема ништо на трасата, се да е изчистено. Се си стои, имавте смешни слики, бандери на сред пат. Например, кој што не се тргнат. Значи, видете сега вака да малку. стигнеме до клучките, значи наред. Само да прашам, ова вака како што го говорите вие наликува на чист аматеризам. Тука ќе вклучам и Тасева, но таа не е градежник, се разбира, но кога имаме една ваква ситуација, градите автопат без основни проекти, значи со проекти кои што наликуваат на проекти, ако така можам да ве сватам, имате 24 бандери посредина автопат, дали е тоа намерно или во сето тоа имало желба за да се избуткаат, да се пролонгираат рокови, да се избуткаат други работи? И свесно поставени Повелете? дел работи. Значи, Свесно поставени дел работи, знаејќи дека ќе се гради автопат, таму извини директори. Работата била, дај да почнеме, па проблемите ќе ги решаваме во најголемата грешка што е направена. По мене, ова се неквалитетно, бидејќи вака. Моje мислење тоа што го заклучи веќе за овие 4-5 месеци како директор, ако треба проектира и година и пол дена, 2 години, за да може за една година да изградиш пат. Се согласува и колегата. Овде имаме обратно, проектира 5 месеци е да градиш 5 години. Зошто? Затоа што, сакате да ви прочитам една анекдота? Ова е, значи, од допис од надзорот, главниот надзор на ГИМ, на автопатот Кичево-Охрид. Значи, што он пишал до нашата институција. Во самиот геотехнички елаборат, авторот нагласува дека трасата на геофизичките истражни работи не се поклопува со трасата на идниот тунел. Значи, ова знаете што значи? Овде да бушам да го проверам земјиштето, а таму да градам тунел. Значи, луѓето напишале. Да. Наместо втора категорија, шеста категорија, тоа е. И сега ја качува цената, што каже министрот. Това е друга проблематика. Значи во извештајот пише втора и трета категорија. За втора и трета категорија за овој тунел вика 43 милиона евра да биде завршен. Излегува пета и шеста категорија. Ремети место да се ставаат на метар и 50, сега се ставаат на 75 сантима. Посебна приказка е колку се наплати на ремете, тоа е метало. Ако го кажам, ќе се изненадите, но уште во старт да пресечеме работата, да кажеме. Ние јасно и гласно рековме, кога ќе преговараме, на Синохидро им рековме, кога ќе преговараме за цените, по соработка исто така и од надзорот доста ни помага во таа работа, ќе преговараме со цените од подезвидувачите, не со цените што Синохидро ги работел со претходната власт. Значи да ви појаснам, ако вие како подезвидувач, локален, таму не е битно, носите еден камион тампон земја за 5000 денари на Синохидро, а Синохидро наплатил на државата 15, сега не, сега ќе биде 5 од подизведувачот.
И они за тоа се свесни и за тоа не се ни бунат. Синохидро за ова не се бунат, а повелетата Значи се... ли тоа како што сте се договориле no blame, no claim или нема No пенали? claim, no penalty. No penalty, дека и за тоа дека некој вам убушала тука ќе прави тунел, нема одговорности, нема Тоа е казна? дека за проектирањето збори. Значи, Ова сега за изведбата не Каде збори. е 15 тука февруар, можноста no да claim, се no penalty, утврдува Господја Тасева, одговорноста? се тоа оди на штета на нашата држава, Така затоа е. што Синохидро ќе те каже види на каков проект работиме. Затоа прашувам Значи, уште како поголема ќе штета. утврдуваме одговорноста. Дали вие веќе успеавте или дали работите и на тоа, освен што решавате проблеми како да се продолжи со Апсолутно. градењето, дали гледате кој каде Како не? злоупотребил положба или направил некоја грешка во работењето? Значи, ако почнам да ги покажам сите документи, значи, овој проектирањето, посебно на Кичев Охрид, тоа е проект започнат од 99-та година. И се однесува на коридор 8. Значи, од Каос. Крива Паланка до Ќафаси. И тука се помешани сите можни проектанти на тоа време што постоеле и поделници се работеле. Проблемот е што сите они како што работеле, тоа се во фаза на идејни проекти. Сега, за жал, на брзина препроектирани, пуштени у оптек, ајде дечки терајте, а што ќе се јави проблем ќе го тргнеме. Тргни сега ти 24 далноводи, од кои 110 киловолти, 35 киловолтни. Тасева, има ли овде работа за истражните органи, особено во овие пропусти и на какво ниво би биле тие? Па треба да се почне од некаде, да видиме каде може да се лоцираат пропустите. Тука треба да ни помогнат они како експерти, затоа што секогаш треба да тргнеме Ајде, само од реалната кратко да го ситуација. покажеме. Не е за кратко, нека си одговори, пошто сакам два примери други да кажем. Да му Добро, дадем. да. Да, апсолутно. Во делот на проектирањето се знае дека од почеток се отпочна, се нема да држам тука часови за Да. како Но се накусо да го проектира и како објасниме се работи. тој таа Значи, процедура за да сватиме кај се грешките Значи, они направени. отпочнуваат први со изработување на проектна задача, тоест инвеститорот дава проектна задача. Во таа проектна задача ги содржи сите работи кои што треба да отпочнат со проектирање. И му даваат насоки на проектантот, зашто и таму има стручни лица кои што се вработени и тие насоки кои што ги даваат они, согласно тоа проектантот изведува, тоест проектира и излага на терен. Он кога излегол на терен, требало да предвиди, не знам колку бушотини требало, пример за тунелот кој што е километар и 800 на пресека, и другите работи кои што требало да се предвидат кај што Тоа е се бушотини за да се види на какво тло треба да биде Точно. И сега оние биде ако бушале- тунелот. И колку бушотини они направиле? Они имале 3 бушотини, например, А требале да колку што направат знам јас, колку? Па минимум требало да има преку 50, пример. Аха. И сега, да речеме, зашто не знаеме точно тлото какво е на лице И место. сега таму се јавува проблем со тлото. Тоа Па е. нормално. Со Се јава ископнините. проблем со градбата. И самата Да, градба да. не може Со да тече како што испораката треба. на Она што е платено. Било предвидено да биде втора и трета категорија и по втора и Тоа е, трета значи, категорија шест. се предвидува толку железо, толку ова, толку она. Сега излегува пета и шеста. Изведувачот не може да го изведе тоа. Он вика ти ми пиша мене втора и трета, гледа ова пета и шеста. Сега треба повеќе железо, повеќе она. И сега го поскапува проектот. ископите. Но тоа е во делот на проектот, господин. Но значи јас ги долго како што неопходно секојдневно ги работам, ја ги читам и документите што стигале, значи постоеле документи и од ревидентите. Некој ревидилар на брзина, некој уште навреме укажувал дека нема предвидено клучка, дека нема предвидено слоб попатни патишта, дека треба да се предвиди дека треба да се предвидат помошни Значи тоа е се укажувано. И се во стилот добро дека ќе направиме отпосле. И сега вие ако се качите на Кичево до Охрид, нема си минење нити качување. Нема помошни патишта, Значи, што треба да се сервисна обслужуваат. услуга, Не може све он ќе земе трактор, ќе се И качува, да, ама ние јас горе сега ќе ги кидам, немам ни проектираме. улица ни ништо. Добро, ова што зборуваме сега што требало да се направи, тоа се некакви стандарди на работа, така европски, Да, ма светски затоа сакав да- и било Има какви. Yellow Да. Добар Фидик, сум има тука. Green Фидик, има Значи, Green... Не Зошто сваќате? оваа процедура не е испочитувана? Например, испочитувана е во делот на изградбата на Демир Капија Не е Смоквица. видете сега. Бидејќи станува збор за европски пари. Дали Значи сме вака сега, јасни што тоа ви сакав кажувам? и да кажам. Значи ние генерално зборуваме и затоа кажам многу ми е битно транспарентно и отворено да зборуваме. Значи кога зборуваме така, ако било секако што велите вие во ред, требало да биде во ред. За два автопатишта воопшто не требало ни да дискутираме вечера. Значи во два наврати со анекс договори Демир Капија Смоквица е продолжуван, а Миладиновци Штип требаше готов да биде на 1 мај.
Значи не знам дали го знаете како податок ова. Да. тоа го знаем. Готов требаше да биде на 1 мај. И тие имале доволно време да склучат Ние анекс сме го на договор, затоа што тогаш немаше изборите беа завршени. Предпоставувам дека целта била за Демир Капи и Смоквица, одлагајќи се рокот за одржувањето на предвремените парламентарни избори, кога да биде пуштен. Меѓутоа, два моменти има. Две одобренија за градба, кои што ние сега ги издадовме. Тие требаше да ги издадат. Тоа е дислокација на далновод, таму кој што преку јавното предпријатие за државни патишта е дислоцирано, и изградбата на контролниот центар. Тие две одобренија не се направи, нити беше изграден контролниот центар. За И месец затоа дена сега го изграден. сега е за месец и нешто дена изграден, дополнително се обучуваат лица кои што треба да работат таму за во тунелите, за да може во март месец да биде пуштен во употреба. И за Миладиновци Штип исто. Значи на 1 мај готов требаше да биде. Затоа ние не можеме тие процеси да ги вратиме назад. Јас пак ќе кажам и тврдам дека согласно се во рамките, зборувам на Министерството за транспорт и врски, бидејќи јавното предпријатие за државни патишта има посебен правен субјективитет. Имам издаено од органите за прогон. Тоа е основното, републичкото јавно обвинителство и специјалното јавно обвинителство. Се она што е побарано, тврдам и материјално и кривично стојам за тоа. Затоа велам, кога зборуваме да ги гледаме сите аспекти на пропусти. Затоа кажав, сакам едно од темиве што се отвара тука во делот на корупцијата, јавно да проговориме и за анексите, зошто и како се потпишува. Бидејќи знаеме дека анекс договорот не е противправно дејствие. Што треба на сите на јавноста да му е јасно. Добро, но многу пати е Тоа е злоупотребувано во злоупотребувано и Македонија така предходната сега фамилија знаете која како што била. беше на власт, Внимателно. така го наметна за се, затоа што, да бидеме искрени, јас никогаш не би си дозволил, ако нешто е противправно и противзаконски да потпишувам и да барам покритие во парламентот, како што денеска дел структури од бившата фамилија бараат од на власт што беше покритие. Не, тоа го за да сите транспарентно јавно го видат анексот на увид, без да криеме било што, се со цел во интерес на граѓаните да се доизградат автопатиштата. Таа е основната цел. Тој анекс ќе не може да се Чекај, подпише. Ајде Секуловски. Тој анекс ќе не може да се подпише ако нема на пример заверен записник од надзор, па дури Од се. мое Од се мислење Се е живо добро има. да се побари и од проектантот и Од ревидентот. се. Сите исто Апсолутно. да си бидат подпишани на тој записник и после тој анекс да се стане согласно тоа правилен сега и да претходно може да се имавме една продолжи многу, со многу работа, чудна нели? ситуација во која што ништо од овие работи не била испочитувана, барем според она што Да. што го Може да ви говори. кажам неколку примери, господин Младен. Министерот пред малку се рече и најмногу бевме обвинувани дека Демир Капија Смоквица автопатот намерно не сме го пуштиле, бил готов, не сме го пуштиле. Да, готов и јас викам. Две работи фалат. Го рече 400 киловолтен далновод и контролен пункт. Да појасниме на луѓево и на јавноста што е тој контролен пункт. Кога градите со пари од Европска унија, таму кај што има тунели, таму кај што има мостови, мора да има безбедносни мерки кои што не да во пример пред тебе оди еден камион, падне една гајба, тунелот се затвара, доаѓа екипа се расчистува противпожарна за било каков случај. Но што е овде симптоматично и што е, еве ќе кажам, може ќе звучи малце вулгарно, смешно. Кога погледнав што е проблемот, зошто не добиле градежна дозвола за градба Актор. Маркичката на која што треба да се гради е на РМ. Чиви сме ние? ЈПДП чиво е? На РМ. Му се јавив на министерот за една седмица, за една недела маркицата од РМ отиде на ЈПДП, го повика Фактор, повелете господине градете. За еден месец ми обеќа и некни бев на терен, ви тврдам 30 јануар ќе биде завршен. Отстранувањето на далноводот, значи мора да биде во сопственост на МЕПСО, да се внеси во катастар. Како инаку МЕПСО така да отстранува нешто? Значи тие работи не беа Не може направени. тоа ни да не го знаеле. А поголемата анегдота што е, предходникот на Сугаревски е бил директор во ЈПДП. Од директор на ЈПДП оди министер. Он знаел дека таму стојат тие документи, чека таа дозвола 2 години. Зошто? Одобрение за градба се тие се издава. Добро, чекај, Како не го фати мера кога Ајде дојде да ве таму прашам, да вие каже поразговаравте со проектантот, со надзорот, со ревизорите, овако. Ние ги повикавме денеска и од градежниот факултет кои што се ревизори не успеа да дојдат. Повикам беше и бившиот министер за транспорт и врски Мисаловски, меѓутоа не успеа да дојдат. Разговаравте со дел од овие актери на оваа цела ситуација, не само за Демир Капија Смоквица, се зборувам и за патот Миладиновци Штип и за ако зборам сега со мојот претходник. Кога дојдов, разговарав на овие проблеми, се случи баш тогаш да додека буквално ние пиевме едно кафе,
министерот да му се јавам еднаш и он да се јави два пати. Он беше зачуден на мојата комуникација со министер. Јас вика, немаш шанс тако нешто. Тоа се него зборува, ако он лаже, јас лажем. Значи едноставно немале таква комуникација. Јас со министерот не знам на дневна основа колку пати се слушам. Ние не за и веќе ви кажеме, имате 3 години стојат сите градежни дозволи за патарините. Со проектантот и со надзорот разговаравте ли? Со кој проектант? Дел се веќе умрени од овие од Кичев Охрид. Значи, тоа сакав само да се умеша малце. Во сите овие работи кои што ги зборат сега, и предпријатието, и министерот, значи во самиот закон треба да се предвиди проектантски надзор. Тој проектантски надзор ќе укажува на тоа што треба да води проектот и до каде треба да се води и каде треба да заврши. И тоа во анексот го има, извини. Значи кога се приложува во собранието. И За да сега го видат сите пратеници 120. И сега, ти ако немаш проектантски надзор на ваков голем проект, кој што е од капитално значење за државата и се изведува еднаш, дали се спроведува проектот. Да, нема контрола дали се спроведува проект. Покрај тоа, надзорот излегува на терен, утврдува, укажува, не се постапува, проектот се ревидира, како се ревидира, а ако е од вакво значење, не знам како се ревидирал тој проект. Значи, чудо е како ревидентот на овој начин проектот не го увидел на вакви недостатоци кои што ги има. Да се пропуштат во постапката дека има 22 пример за Кичево Охрид далноводи или дека има само 3 бушотини, да се види, мислам, тоа е малце симптоматично сега целата. бројки Се извинувам да ја вклучам малку дамата тука во овој дел од муабетот. Градежништвото секогаш било подложно на корупција, едноставно тешко се мерат количините, тешко се бараат дебелината на асфалтот, така да има многу ситуации таму што мирисаат на се контролира. Се контролира, се вадат керови за тоа, па се гледаат во тие вадат, керови да, колку меѓутоа има луѓето мислат дебелина. дека тоа се зацкрива. Не е точното. За овој дел од автопатот, практично за овој корпус имаме истрага на специјалното јавно обвинителство и бомбите всушност тогаш покажаа за зборување за одредени провизии и суми. Мислите ли дека во целата ова игранка всушност има можност за таа директна корупција која што беше споменувана во бомбите? Очигледно дека има, затоа што прво најочигледната работа е цената на патот на километар. Ние имаме тука неколкукратно повисоки цени. И нормално е дека треба да се запрашаме за тоа зошто е тоа така. Дали толку лоши се условите кај што треба да се гради патот или тешки се условите или немаме не знам каква опрема или не знам зошто тоа сето чини толку. Значи, тоа е првата индиција, што е многу очигледна, која што укажува дека тука нешто не е во ред. Ако правите споредба со сите насекаде во светот, насекаде, еве во најскапите држави, колку чини да се изгради еден таков автопат, многу подобар и многу поквалитетен и на многу потешка некаква делница, излегува дека кај нас ние плаќаме многу повеќе од и тука веќе се поставува првото прашање милиони евра зошто тоа толку чини и прашањето повторно дали некој се занимава со следење на патот на парите, каде се тие пари, дали се платени, од каде се платени, каде завршиле. Ние слушнавме нешто во телефонските разговори и дали е тоа токму сумата која што била или која што недостасува, ќе разбереме дополнително од истрагите, но има тука и други работи. Еве, зошто не се дадени овие маркици на очигледна работа? Значи ова со маркиците е класично кочење да прикажам дека еве младен неќе да го заврши патот. Министерот рече, патот требало да биде Миладиновци Штип готов на 1 мај. Како го кочел СДСМ платот, а патот, а кога владата се основаше 5-6 јуни. Како? Ретроактивно, со далинско. Но, во контекст на колешката што рече за дело, овде имаме две работи. Значи, недобро направени, доправени проекти, плюс овај делот што е од бомбите, од разговорите за цената. Значи, за некој што се занимава со ова, ќе кажам сега 1 минута, 5 реченици. Значи, арматурна мрежа, вградена, значи да ја купиш на кило е 0,30.
центи. Вградена евро и 20, околу евро иде. Еве евро и 20. Евро и 30 те носи на Хаваите. Дека е тунел, прифаќам евро 50, евро 80. Господине, овде е 5, 6 и 7 евра кило железо. Ово е делот каде што е ова со бомбите. Тука морала да се направи таа разлика, претпоставувам. Бидејќи не го знам Добро, а детално. кој потпишал таков договор во кој што ако е пазарна цена Парламент. на ова 0,5, а они за 5 евра еве на пример. Да, Парламент. тие Ама го има, бараат тоа е покритието колективна преку парламент. одговорност, таа сега кога парламентот нешто ќе донесе како Парламентот Тоа е без закон граждани во инженери. суштина. Тоа е закон. Закон, предлагам Значи закон. парламентот Како е што донесе треба закон да се за познава подпишување на тој Тоа што не договор запазиле со процедурата, ако така со направи. Кина. Ако може, Владен, само Повеле кратко. сугерески. Значи, зошто сакам ова сето да биде транспарентно? Јас и на вчерашната пресконференција Цена. инженери ве најавив, молам против. најавив склучување на 2 анекс договори со Синохидро во делот на Кичиево Охрид. Значи во првиот, бидејќи на 31 јануари истекува рокот. Ние го продолжуваме рокот во првиот анекс. Во вториот и затоа се изразе не брзински да се спакува некој анекс со пари и со време и така па мимо јавноста да помини, не. Значи ова што и директорот го кажа сега. Со најниски цени, со квалитетни цени, така да бидат дополнителни тие средства. Јавноста се да знае, бидејќи иако сме потписници на тој анекс, и јас директорот и вице-премиерот за економски прашања, јас одам во собрание, јас треба да го бранам законот таму. И така сакам многу јавно и транспарентно и да слушнат и на медиуми вака на емисии да доаѓам и да си објаснувам и во парламентот на пратениците на целата јавност, а не дека нешто се случило со еден анекс, помине работата и ова претходново што се случило. Не, мислам тоа е надвор од умот. Јас и како министер и како член на владата сам да кажам дека се ќе направам за било каков сомнеж да нема во целокупната ситуација, иако после сите случувања кои што биле претходно, може би е тешко да се објаснува. Меѓутоа, јас сметам дека автопатиштата мора да се направат. Ова што Добро, го кажам. ајде да видиме ако едно 70 друго на 100 мислење. Ајде. Ве свативме. Значи, замолувам прилогот на Ружица Фотиновска. Денеска бизнисмените се обратија по повод ова случување. Доценењето на изградбата на автопатот Кичево Охрид ќе се одрази врз стопанството, а дополнителните средства што за оваа намена ќе бидат одвоени ќе значат плюс удар за бизнисот. Стопанствениците бараат владата да ја подобри инфраструктурата, зашто е основа за развој на економијата. Тој автопат треба да се репроектира и да се направи анекс договор, и за бизнисот тоа е голем удар затоа што мислиме дека 120 милиони евра додатни врз тоа 370 милиони ќе биде голем товар за економијата на нашата држава. А знаеме дека имаме и други приоритети како држава, како бизнис сектор, каде што со години чекаме реализирање на инфраструктурата со Косово, кој е стратешки партнер. Автопатот до Охрид е особено важен за туризмот, посебно за српските туристи кои треба по него да стигнат до македонскиот бисер. Владата и кинеската Синохидро пресметуваат уште колку пари се потребни за да се исправат промашувањата на трасата. Рокот за изградба најверојатно ќе се пролонгира за уште 3 години. Предходно владата посочи дека според груби пресметки потребни се 130 милиони евра дополнителни пари за да се исправат грешките на трасата. Ако на оваа сума се додадат 375 милиони евра предвидени со договорот, тогаш излегува дека 1 километар автопат до Охрид ќе чини речиси 9 милиони евра. Да. Сега одма ќе се надоврзете, повелете согласно прилогот, бидејќи во последниот дел од прилогот приметив една работа која што овие 102-30, јас не сакам да шпекулирам со цифри колку ќе биде точно. тоа вие ги кажавте пред неколку месеци. Добро, ама кажав јас да не биде спекулативно. Че тоа беа врз база на барање од надзор и ова не беше моја цифра, но како и да е. Што сакам да кажам, во последниот дел од прилогот, претпоставувам и публиката виде, вели 375 милиони досега. Тоа значи дека ако ние направиме прекин, како што велат дека би било удар за стопанството, за државата да се. Дали тоа значи дека ние треба да се лишиме од 375 милиони евра? Дополнително, тие ќе бидат фрлени, да не заборавиме, во 2019 година во јануари месец исплаќањата прекинуваат. Тоа значи дека Ексим банка ќе почне да наплаќа. Ако не, ќе треба да се врата 2019. Ќе почнат да се одвраќаат овие пари према Ексим банката кај што ги имаат земен. Што ќе се случи? Ако ние прекиниме 375 милиони евра пропаѓаат бунар, бидејќи нема автопат,
прекинувањето тоа значи, ќе ги спасиме тие можеби 120 милиони, меѓутоа овие 375 треба пак да ги вратиме и ненаправен автопат. Мислам, во тој дел мислам дека е страшно да се помисли. Парите Ќе не вклучам се делот- потрошени. Да. Да појасниме. Да. Значи, потрошени се парите за делот што е на ниво каде што сме сега на виодуктите и земјано-градежните работи. Парите за асфалтирање и се друго Колку од стојат, парите но се не потрошени смееме... во проценти? Сега не ќе да излажам за после да не кажете ти рече тоа штака. Мислам дека стојат некаде околу 240 милиона. Значи потрошени се околу 110 милиона евра. Малце повеќе, мислам. 130. Но не ќе точна бројка да Добро. кажам, можам да ви ја кажам утре се, ако Добро. сакате. Значи не смееме. Ние Ставки сега имаме наменски сериозен да проблем. Имаме пари, а немаме пари. Не, Ставка парите предвидена, од асфалтот не смееме да ги ставка да ја пренаменеме префрламе доле. ваму. Бидејќи убаво е за тоа доле што било така е. предвидено, сега што зборевме, вакво земјиште, онакво земјиште, немало... А зошто не смета да ги пренамените? Таков така е договорот така е со договорот. Ексим банката? Не Да, смееме, да. да, не Значи смееме. треба да се земат, да се обезбедат веднаш нови пари за да може Да, да се направат да овие продолжи, допълнителни за да има, стигне до истражување. тие пари што ставки. чекаат. Значи не е Тие се банално. наменски договори, така се. Не, Добро. тој дел не е спорен. Тука во студиото со нас се и работниците на Трансмет кои секојдневно дел од работниците, всушност представникот, главниот представник на синдикатот кои секојдневно штрекуваат овие денови. Добро вечер и за вас. Добро вечер, поздрав до гостите. Повелете, А представете специјално се. до 24 вести. Ве гледаме ако денови тие на не телевизија. беа на терен да излезат во Кичево, македонската јавност, а и вие, господине министре, немаше да бидете известени за штрајкот во Кичево. Иначе јас сум организатор на штрајкот, Добро. Горан Цоризанковски, и во име на работниците од Трансмет имам 5 точки. Добро. Прво, не ни се исплатени лични доходи септември, октомври и ноември. Нема придонеси, нема К15. Во текот на вчерашниот ден исплатена е основица на личен доход од 12.000 денари. Денес е исплатена уште една основица за ноември. Пошто, пример, плата од 18.000 денари. Основица се исплаќа 12.000 денари, а другото во теренски додаток, не во плата. Теренски додаток. Пример, работник работи 40 сати неделно. Ние работиме по 10 до и 12 имаме сати работено. Прво. Второ, се испуштаат работници. Луѓе, колеги мои, што биле на работа, и гарантирам дека биле, и ме пишано во решението, дека 3 дена не биле на работа, затоа се испуштаат, а биле на работа. Друго, со исплатата на платите, ние работниците земаме на 2 пати. Основица теренски. Додека шефовите и директорите, поточно технички кадар, земаат цела плата комплет. Од газдата Кочан, во вторникот на, мислам дека беше 20 или 19, така реш, беше во Кичево. Ни кажа господине министре дека државата борчи 3 милиони евра. После дека другите компании борчат. Ние Кошекувачки одбор бевме во кинеската компанија Синохидро. Вас ви должи државата, се извинувам. На Трансмет. Не нас, на Трансмет. Не, Нас, на Трансмет. Ама малце поинаку е ова, добро, во ред, ајде, нека биде така. Добро. Така, да. Бевме во Синохидро. Се обративме дали тие. Синохидро коректно не известија. Обврските наши од Синохидро према Трансмет се конечно исплатени. Добро. Не должиме ништо. Вие вчера ве слушав на телевизија, кажавте дека државата на Синохидро и подизвачите не борчи ништо. А ние бевме известени дека државата борчи на Трансмет 3 милиони евра. Може да појасни. Добро, ајде Може сега. и што преку директно. плаќањата преку Веднаш за ЈАП да ова поодат. за плаќањето. Дали Значи, државата плаќањата преку должи Значи, кон фирмите вака. изведувачи? Мене ми се јави Ангел Надзоров да ми каже уште пред 5 дена кога ќе почнете со штрајкот, и тоа се го знаев, и јас ги известив сите институции. Значи вака, господине, жал ме за вашата ситуација. Јас одговорно ви тврдам, со мој подпис, пред 7 дена е платена 33-та ситуација, тоа е до 1 ноември се.
Значи, од кога сум дојден за директор, од 7. август, не се случило еден месец, една велите за ситуација, септември, освен не нормалниот плати, дел, од што е октомври. кога Синохидро ќе достои до надзорот кај нас денеска. инженерите да прегледат документацијата и така натаму. платите Во рок на 7 дена се плаќа, динарскиот дел веднаш за 24 часа, девизниот преку Ексим банка некаде за 5-6 дена. Значи да појаснам, 33-та времена ситуација, тие што работите таму на терен, знаете која е таа 33-та времена ситуација, е платена пред 10 дена за ноември, значи тега се за октомври. Сега сме декември. Сега во моментот треба 6 дена да чекате. Ја не чекав 6 дена. Значи тоа да сме најасно. И ја ги прашав Синохидро, дали им плаќате на подизводачите? Они одговорно ми тврдеа дека секциите пари ги има доставено по делот така како што е. Не сте само вие загрозени во овој случај, ќе го спомнам и случајот со Хенинг, една одговорна фирма што ги работи виадуктите и мостовите, нив поголема сума им должи исто така вашата компанија. А делот што зборат, што го напомнал господинот Сеткочан, се однесува на повратот на ДДВ. Да, тоа е друго. Тоа УЈП си има контрола таму која трае веќе 5-6 месеци, тоа си е редовна контрола како што одика и сите. Додека се врши контролата, никаде, тоа е секаде, не смее да се враќа поврат на ДДВ, додека не заврши контролата. На моја интервенција, дел пред месец дена отпочне и од тоа да се врати за да не се гомили, затоа што на крајот кога ќе се срамнат, ќе се види кој му фали, кому не му фали. Но делот изведбен, господа, ви тврдам, дека јас лично последна 33-та ситуација, еве, утре се вели ќе побарам, ако е возможно, 34-та, ако е стигната, ако е изработена, и неа, ако е готова, ја утре се вели ќе ја потпишам. Меѓутоа, нема доцнење од страна на држава. Од кога Овде почна зборуваме за проблемите? ноември, значи септември, октомври не ви се исплатени, директорот зборува за исплатени 33-та ситуација во ноември месец. Од кога Значи, почнаа проблемите со доцнењето на платите? Па некаде од јануар, февруар оваа година. Да, тоа е Да. значи Цела после година. тоа е веќе 2017, цела веднаш година. после изборите 2000 кога беше нејасно кој ќе формира влада. со формирањето на владата. Што Што беше образложението тогаш кога почнаа да доцнат платите? Тогаш не бевме ние на власт. Ништо немаше образложение, немаме пари, почекајте на место на 15 ќе земете на 20, така беше, така се каснеа, Господине. али од август почнаа со месеци да каснат. Господине, да ве прашам, дали знаете колку вашата компанија има аванс земено кога почнала да работи? Не, Сакате да ви кажем? може 5 милиона евра. Да се воведе во работа. Што е и нормална процедура, ништо страшно. А зошто да не прашате кај се тие пари? Еве ние без кај немаме земено плата. Значи, тоа веќе не е во нашиот сегмент. Тоа е фирма, Вие сте вие приватна работите за компанија. државата како фирма. Тоа е Но приватна Министерството за фирма. транспорт и врски не ги врши плаќањата таму. Јас ги вршам пак. Плаќањата преку Ја, јавното па, предпријатие за државни И патишта ви се. тврдам дека се е плата. И Одговорност, еве па. ситуација велите дека од септември и октомври немате. Мислам дека ова треба добро да се провери во фирмата таму. Да се извинувам, кажав не. Ако слободно да разговараме, јас сакам е вака. дадено, Дел некој, да, кажете. основицата од 12.000 и за без октомври. придонеси, без така. Придонеси се платени. Платени се придонеси, е да, па добро. вчера и денеска. Одлично. Вчера за септември, денеска за октомври. Али за ноември нема ништо исплатено и Теренски она да не се доплата плати. што треба работниците, Теренски. како теренски додаток. И друго сакам да ја прашам во министерствата кај вас. Добро. Пошто не можеме да се сеќаваме, нема работниците пари да дојдат се жават. Што ќе биде со испуштените работници што не можат да имаат здравство? Пример, ние бевне, се пријавиле како невработени. И од фондот за здравство не упатува во УЈП, да извадиме потврда за лични примања за 2016. Иако го наминува лимит од 120.000, дека здравство треба да плаќаме сами, а не вработени. Како може то вие да ни Тоа е помогнете за за кои здравство? работници, кои се тие отпуштени работници? За кого зборувате? Од фирмата. Еден сум еден јас. Аха, вие сте отпуштени? Да. Спомнав преска дека се отпуштени биле на работа последните 3 дена, пишани се дека не биле на работа поради нередовност.
Јас А сум биле на работа, велите? Да, Ако биле гарантирам на дека работа, биле на судски работа. постапки ќе поведа против фирмата што ги испуштила од работа. Да. Пошто тврдењето ваше е дека тие биле на работа. Биле и потврдуваме Значи, види, сите. очигледно станува збор за тенденција, мислам дека малце се врти топката овде. Значи, мислам дека доста директорот може поточно да каже, меѓутоа мислам дека ваши тие фирми беа доста добро платени со цени на ова што претходно го дискутиравме Младен тука во емисијава, исклучените договори кои што ги имаат со изведувачот Синохидро, така да мислам дека дел работи може би е добро и во фирмите таму да се проверат. Да. И вие лично како работници дел од барањата да ги усмерите таму, а не да ве насочуваат сега да велат од кога дојде СДСМ и коалицијата на власт да станаа проблемите. Не, ние точно знаеме од кога се проблемите настанати и дека дел од договорите кои што се склучени имаме ние до толку увид сега. Под кои цени Трансмет или други фирми имаат склучувано договори со Синохидро. И не сум сигурен дека се баш мали тие суми. Да, на пари. едно прашање. Пример, јас сум испуштен од фирмата. По кој основ На- се извинувам вака што? Се испушта на определено време. Кое е тоа определено време? И кој ми гарантира мене здравство за тоа определено време? И како тоа испуштење на определено време? Вие се склучиле Привремено? Или вие бевте под определен. Работен на Значи, има и определено. работно Кај време. да се сите Кој вработени со договор? Месец, 2, 5, 6 година. Па вие сте склучиле, сте дали согласност веројатно да бидете не месец, 2 или 5. Али како испуштени на определено? Како испуштени. Ви сте кол договорот, сега не знам јас Тоа е документите ги немам за... Договорот ми е до Дебата. февруари. Али сега сум испуштен на определено. Имам таков документ, го носам со мене, ќе ви го дам. Добро. Ќе ги решаваме овие проблеми, можете после и да се Надворот. Ви благодарам, тоа беа вашите прашања што ги сакавте да ги поставите како За сега, да. Како фирма. Добро, ви благодарам. Јас тука би сакал да го видам прилогот на Владимир Тевчев за тоа по какви патишта се вози низ Македонија за да може да продолжиме понатаму. Внимавајте кога возите по автопатот од Демиркапија до Неготино, посебно ноќе. Ако малку повеќе нагазите на гаста, лесно може да направите некоја белја. Обично ова се муабетите помеѓу возачите кога разговараат за возењето по оваа делница. Онаму каде што завршува екстра модерниот автопат од Смоквица до Демиркапија, почнува автопатот на смртта. Тука посебно во лето се случуваат најтрагичните сообраќајни несреќи. Направивме обиколка возејќи го овој пат. Тргнавме спротивно од Велес кон Демиркапија. Делницата е во релативно добра состојба се до 5 километри пред ова мало градче на југот од земјава. Сообраќајните знаци ве насочуваат кон стариот пат по кој возите се до Демиркапија. Тука се реконструира автопатот. Останати се уште 5-6 километри, а потоа механизацијата ќе се префрли во спротивен правец. Токму тоа е во очајна состојба. Само што ќе излезете од Демиркапија на автопат кон Неготино, ве пречекува овој знак – нерамнини на патот во должина од 5,6 километри. Но ако не го забележите, тогаш имате проблем. Како што можете да забележите, ова е најлошиот дел од оваа делница од Демиркапија до Неготино. Посебно ноќно време возачите мораат да внимаваат, бидејќи патот е прав, меѓутоа ако не знаете дека на патот има многу дупки, можете лесно да изгубите контролата на овој многу нерамен пат и многу опасен пат за возење. Возачите често возат по левата лента која е во малку подобра состојба, но има делови каде што дупките се неизбежни. Се жалат и возачите. 3 дупки поведив. Катастрофални. Каде е најголемиот проблем, најоштетеното место? Па, има повеќе неоштетени места, него големиот проблем е во нередовното одржување на нашите автопатишта. Не сме задоволни. Лоши се. Па, битоареса не е добар. Дупки, Па, стар пат треба да се поправи. возилото има ли проблем? Има. Разговаравме со работниците на Гранит, фирмата која го реконструира автопатот Неготино Демиркапија. Освен што се жалат на малите плати од 12.000 денари, велат дека изведувачот го утнал времето за работа. На ладново тешко дека нешто ќе се сработи, се жалат тие. Кога деновите биле убави за работа, речи си и да не се работело. Запрашани зошто, креваат раменици. Објаснуваат дека овој дел требало да биде готов до нова година, но известно е дека рокот ќе се пробие. Иако успеете да ги поминете без последици овие 10 километри, потоа ќе возите по релативно добар асфалт.
По некоја дупка сепак ќе ве подсетува дека се наоѓате во Македонија, земјата со најлоша патна инфраструктура во Европа. Тоа се најчестите коментари на странците кои поминуваат на патарината кај Грацко. Добро, чувствувам дека додека го гледате прилогот имате една фина комотна позиција во смисла дека вие не сте виновен за ова што се случува и окей, тоа е веројатно така, но нешто треба да се направи за ова да се поправи, бидејќи после 4 години секако ќе бидете виновен за ова што се случува ако не се поправи. Имам фината комотна позиција затоа што знам што ќе направиме. Ај сега наред. Ова што го кажува таму, значи да, се доцни, но ќе кажам зошто се доцни, бидејќи ова станува збор за делницата Неготино Демиркапија. И да, таа се работи сега и треба да заврши за некој си максимум месец дена, после да се префрли од левата страна Демиркапија Неготино. Значи, можело да се заврши на време, ако се пројдело така како што требало да се изграби и да се стави асфалт. Не, таму се увиде надзорот совесно и изведувачот видоа дека во подлогата има проблем. Се отвараат 3 пати полиња по 500 метра за проверки за тестирање, бидејќи подлогата не беше во ред, длабоката подлога доле. И се ставаше, се да не ве замарам, лаборатории, испитувања, и се прави така како што треба да се направи и ви тврдам дека за месец и пол дена колку ќе дозволи времето, еве сега се асфалтира во склоп на временските услови така како што е асфалтирање, се знае точно колку степени смее во кој дел од денот, но се користи убав, јас сум во редовна комуникација баш за овој проект, бидејќи сакам, бидејќи во завршен дел е, ја очекувам март да се пушти Демиркапија Смоквица, се заврши Смоквица Гевгелија и кога ќе се отвори ова десната лента, бар кога ќе тргнете се рехабилитираше помошната брзата лента што е Велес Градско, така да тој дел да биде готов. Пролетта левата страна, дури тие ми сугерира сега да ја затвора да ја почнат и левата страна, за да може да искористат некој ден од овој период кога нема толку голем обем на сообраќај, да тие грубите работи се отстранат, за да можат пред летната туристичка сезона и левата страна да биде пуштена и конечно кога ќе тргнете од Гевгелија до Табановце да биде баш така како што треба да биде, но за тоа како и каде, значи ние спроведуваме сега еден обемен проект РАМС преку Светска банка, Европска банка, кошта €1.000.000 и така натаму, и го имам и тоа кажано и на други места, ако видат луѓето сега 2 комбиња со многу чудни антени да шетат низ Македонија, да не мислат дека е нешто друго. Значи тоа е се специјални софистицирани комбиња кои што кај нас го имаме софтверот, катастарската подлога, ја зимаат до метар и пол подлогата доле каква е уште на тампонот, па до глазурата. И така ќе го внесуваат целиот патен систем во Македонија. И до година ова време нема да се мислиме кој е пооштетен, туку едноставно со едно прикажување на екранот ќе видите се од почетокот ќе изгледат бајги црвени патишта што се оштетени, но затоа ние сега имаме многу нападна рехабилитација за следниве 4 години, за следната година... Што значи тоа нападна рехабилитација? На сите оштетени патишта. Колку километри? Сега ќе ви кажам. Преку ЈПДП имате за 2018 само, значи 750 км следните 4 години. Тоа реално е вака, еве да го прашаме инженерот. Рехабилитација зборам, не градење нови патишта. Значи, во зависност од тоа, ако се готови проектите, што го вика директорот ова дека се при крај со готови се проектите? За рехабилитација. Не треба проект. Да, не треба проект. Значи, ајде. Делот се оди преку Светска банка. За прв пат во Македонија ќе го спроведеме по Yellow FIDIC. Колегата многу ба знае што е тоа Yellow FIDIC. Овде веќе не интересира дали проектантот грешил или не грешил. Тој што изведува, тој проектира се на негов ризик. Тој се сноси одговорност после. И тие се тие 12 правци. А како ќе ги изберете фирмите на тендер или со непосредна спогодба? Не, тоа ќе се има техничка спецификација кај што ќе се видат нели нормално. Да ви кажам, тука условите се поригорозни, бидејќи Yellow FIDIC си бара посебни услови, тоа си е преку Светска банка и ние само мора да се придржеме на правилата од Светска банка како тоа се прави. И толку. 422 километри имаме преку ЕБОР за следните 4 години. И плюс ЈПДП за до година има 156 километри рехабилитација планирана наша, што е и кога
Она што е започнато да се доврши, ние ќе завршиме 2018 со рехабилитирани 316 километри. Добро. Тука само треба да се внимава и да се направи еден увид со колку инженери располага нашата држава за да може да се работи по тие ФИДИК договори. Бидејќи, како што знаеме, многу инженери не се во државата, а сме потрошиле средства. Ја мислам, и тоа е мое мислење, дека многу малци инженери има кои што работат по ФИДИК. Да може да не се избројат и на прсти. Ако спроведуваме вакви патишта, треба да ги имаме тие да располагаме со такви инженери. Зашто може да ни се случи ова што ни се случи. Што значи тоа? Што можат и да проектираат и да изведуваат Како компании целосно, да. Не може било која компанија тоа да го изведе. Не може, тоа многу ретки се такви компании у државата, на пример да испроектира и да изведе. Тоа се може да се тоа ви гарантира квалитет. Тоа значи дека може да ќе барате и странски компании тоа да го работат. Значи вака ние не бараме, ние ги објавуваме тендерите у европски гласила и си доаѓаат странските компании сами. Не, значи меѓународен тендерот, окей, добро. Сега, да сите, патот што сега брзиот пат што ќе отпочне за 10 дена кај што го даваме дозвола за градба од Министерството транспорт и врски од Штип Радовиш го доби австријски Штравак. Да. Тоа е мултинационална компанија. Само кратко, Младен, прашањето што беше кон директорот, добар дел одговори. Значи, ние сме, еве, истекува 7 месец на власт и не би зборувал за комотна ситуација, туку би зборувал за конкретно очекувања и договори кои што се случуваат и програмата согласно она што има јавното претпријатие за државни патишта. Искрен да бидам, од март месец очекувам сериозен градежен бум да се случи во Република Македонија. Да ги прашате денеска градежниците што се случува во Република Македонија, ќе видите дека градежништвото е во, да не речам, во слободен пат во последниве 6 месеци и тие се жалат на секаде кај што ќе стигнат и на медиуми и на пријатели. Затоа што сега ќе ви одговорам, затоа што до пред месец и пол дена не беше склучен анекс на договор кој што требаше од 1 мај да се склучи за Миладиновци и Штип и тоа во тој дел можеби на одговорот и на него дадовме првичен дека со несклучувањето на анексите на договори сериозни нарушувања во стопанството се прават. Затоа што не само што оди неизградба на патот, туку не се вршат ни плаќања. Не смеат да се вршат. Ќе испадне точна тезата на што вашите претходници ја заговараа дека тие го помагаат градежништвото, а дека кога ќе дојде СДСМ, тоа ќе почне. Јас вака, Младен, да се вратиме назад. Јас значи ја нема да се негирам она што сум го зборувал 8,5 години, дури бев пратеник во собранието и координатор на пратеничката група на СДСМ. Па до 2012 година ние не знам во колку дискусии и вие како јавност генерално зборуваме и експертите и стручњаците, Сладжана е тука, ние сме зборувале за тоа дека наместо споменици и овие, не знам, глупости кои што ги правеа по центарот на Скопје низ Македонија, дека треба да се градат патишта. Нашите обвинувања тогаш беа дека само 7 километри патишта автопат има до Табановци изградено. И тогаш, значи зборуваме за пари кои што јас тврдам дека можеби сите експресни и регионални патишта во Македонија ќе се направиа со тие пари кои што се влезени во споменици и во некои безврска проекти кои што ги направи претходната власт. И затоа на тој начин не се надоврзувам на тоа, туку зборувам за затекната ситуација, а за новите проекти кои што треба да се прават, цврсто стојам за тоа. Ние бараме начин како да се спасат колку што може поголем дел на средства од граѓаните на Република Македонија, а при тоа, согласно и владината програма, согласно проекти кои што се, па видете, за 5 години, тие не, морам да ви го кажам нешто, морам сега имаме на прашање. Значи 2013 година е склучен договорот со Ексим банка и со Синохидро. 48% кога дојдовме на власт имаше изведба. Дали има истрага против Синохидро? Истрага, јас не сум правосуден орган кој што бара истрага против Синохидро. Не, затоа што еве Михаил Апостолски ме прашува, вика, не е корупција само оној кој има мито, туку корупција и оној кој дава мито. Апсолутно, јас сум правник и знам што е активен и пасивен подкуп. Која ја дава провизијата. Еве Тасева ја молам да одговори. Ајде. Видете, тука прашањето барем е симптоматично во секој случај и мора да се постави. Не, ама мислам дека и на некој начин се одговори прашањето тука. Да, се прави проценка дали ќе се продолжи договор или не, а прашањето на одговорноста, дали некој одговара затоа што примил или некој треба да одговара затоа што дал, се уште е во фаза на утврдување на истрага. Ако ние утврдиме како држава дека станува збор за коруптивни договори, ама во нашите закони тоа е уредено така да тоа мора да биде утврдено со судска пресуда. И дури тогаш можеме да кажеме ќе го раскинеме договорот, затоа што тој договор е коруптивен и е штетен.
Се дотогаш ние немаме основа да кажеме не можеме да го продолжиме. Се дотогаш може да се трпат штети по основа на пенали за раскинување на договори и така натаму. Значи, тука евентуално дали постои простор за договарање да се ревидираат цените, да се дадат референтни цени, тоа е друго прашање кое што е во интерес. Ако има некое прашање од публиката кои што сакаат бидејќи при крај сме со емисијата, контекст на кој што се извинувам, Сладжана зборува, сакам да се надоврзам. Токму затоа не е целта на ова влада да спакува таков анекс со дополнителни средства заедно сега со рокот кој што бараме за продолжување. Согласно она што директорот што многу пати го зборуваме, а тоа е по кои цени би се продолжило да се гради таму. Јас мислам дека сигурно не по овие. Сигурно не по овие. Добро. Тоа треба да биде еден од они сега го условите за раскинат понатаму. договорот, ако сега го раскинат договорот и продолжат да раскинуваат договор, па да дојде нова фирма, па таа фирма да го гледа проектот. Судски спор ќе се води дополнително да не забораваме. Тоа нема да се заврши уште 4 години, а не уште година дена. Значи целта е да се заврши проектот согласно референтни цени и голема штета ќе трпи и државата, и граѓаните, и самиот туризам кој што оди нели до Охрид. Така да мислам дека целта е добро да се заврши за референтни цени. Има ли тука разговор? Вака. Дајте малку позитивно во цело ова. Добро, кажавме тоа дека има разговор и дека може да се разговара. Патиштата ќе бидат завршени, обврските што ги зела државата, ние дали ни се награбачени, затекнати, не затекнати, ние ќе ги завршиме. Не, повторувам, и министерот рече, не за, ако збориме за автопотот Кичево-Охрид, ќе биде завршен, ќе биде направен, не по цени по кои се правило до сега. Тоа одговорно го тврдиме и делот што се пропустите, клучки, попатни патишта, значи тие се реален трошок. Само не се стајни во тој проект, се рачунало да се стават после. И тоа е тоа. Нас ни се паѓа паричката, да треба да го направиме. Кога ќе биде? Веќе се проектираат. Видете, таму има Не, големи кажете ми клисури, рок, јас големи... имам- 3 години Кога? анекс договорот ќе биде најверојатно потпишан за Минимум 3 години, така е мислењето на стручните служби. Добро, многу луѓе патуваат до Охрид, сакаат да знаат да Минимум 3 години, може би прашањето на исплатливост е веќе Јас завршена чекам, работа. Владени, јас чекам имаме- органите државни што се за прогон да одговорат како некој, бидејќи еве, ние зборуваме цело време, башка документи се доставуваат и од Министерството јавното претпријатие. Како некој не успел да види свлечиште од 6 километри од Кичево до Пресека, или како некој не утврдил во делот на ископите дека ова не е втора категорија, туку е шеста. И дека тунелов сега од 40 милиони треба да чини 100 милиони. И мене тоа ме интересира. Како граѓанин, јас сум еден од тие кој што треба да го публиката плаќа. имаме Еве ги на работеа оваа луѓето тема. таму, од работниците од трансфер, ако има нека кажат. Не, мораме да вклучиме малци публиката, затоа Ајде, што публиката, луѓето сакаат да си најдобро. прашаат нешто. Повелете. Вака, сакам да прашам зошто воопшто не се вложува во транзитниот туризам. Значи нема никакви вложувања. Во последните можам слободно да речем 20 години. Нема, значи, странските туристи, па и нашите туристи одат по такви патишта каде што за едно кафе да се напијат, можат само на бензинска пумпа единствено да се напијат или класично за тоалет одење, само бензинските пумпи се Да, ова е како за вас прашање. Да. Значи, ова е веќе и до инвентивноста на градоначалниците. Човек што, сега да не излезе дека го фалам, на 10 дена од мандатот дојде кај мене, градоначалникот на Неготино, вика, директоре, тука вика имаме една зона, ние сакаме да ја направиме stop and go. Што вика? Stop and go. Значи, застани да можеш да одмориш, да пиеш кафе, да јадеш нешто, да се тушираш и така. Значи, тоа е огромен потенцијал. Тоа е само во сферата на градоначалниците или вие како патишта можете да дадете своји идеи, сугестии и да, бидејќи тој транзитен туризам поминува по трасата на главниот автопат. Сега не може било каде да се стаи, меѓутоа треба да е во близина, се разбира. Апсолутно. Значи, тоа се прави плански. Но, ја ви кажувам, немало иницијатива. Додека градоначалникот на Неготино пред 2 недели дојде сува заинтересиран
како да го развие тој дел таму во Добро. оваа област. И ова апел и до другите да се вклучат, бидејќи ќе ви кажем, летово во Дојран немаше соба, не заради што наши многу летува во Дојран, туку затоа што објектите во Дојран преку српски туристички агенции си имаат склучено договори како патниците патуваат од туристите од Србија према Грција, доаѓаат до Дојран, преспиват, доручкуваат и си продолжуваат утрената сабајле. И тоа функционира перфектно. Добро, најавувам реклами па се враќаме со финалето на дебатата. Повторно сме во студиото на 24 отворено, дебатираме за автопатиштата и инфраструктурата во Македонија и за сето она што ги следеше изминатиот период овие случувања. Неколку куси блиц прашања за директорот на јавното предпријатие за државни патишта. За патарините, зошто не се воведуваат винетки во Македонија? Како што е тоа пример во Бугарија, пошто велат луѓето тоа е многу поедноставно. Значи вака чисто за информација на јавноста, винетките веќе секаде се укинуваат и се воведуваат патарени од финансиски и од безбедносни причини, но еве ние се зафатиме со проектот и ова едно застаната работа што министерот мене ми ја реши на задоволство за месец дена, за 5 патарени дозволите градби чекаа 2 години. Ја ги извадив за 2 месеца и еве луѓето може да видат се градат на патарените кај Велес, кај Градско, Петровец. Тие ќе видат сите prepaid и електронски и тука има еден пропуст, нема pay by cash. Од утре се бајле сите prepaid. Значи еве со тоа го враќаме да може да постои како опција, но се прошируваат повеќе влезови и имаат и електронска и prepaid. Prepaid да појаснам. Кај ќе се плаќа? Еве да појаснам. Значи тоа ќе одиме после и со маркетинг, малку и со реклама, ќе помогнете вие телевизиите, ќе се продаваат картичките на бензински, на трафики и така натаму, си купите картичка, си внесете 2000 денара и само доаѓате пред патарина на тоа читачот и си продолжите. За тие што користат периодично. Тие што користат обемно, тие ќе имаат електронска можат да си земат и тие ќе бидат, значи и за припедот и електронската да ги мотивираме. Мислам, не можам се сигурно да тврдам дека се 10% ќе бидат поевтини, така дека некаде во правилникот предвидено и да кажеме електронските, знаете, тие што патува електронска, ти стои тука на ова сунцобранот, како што доаѓаш он го чита ова и рампата ти се дега и се продолжува. Она што го имаше пред 10 години во Словенија, сега ќе дојде кај нас. Добро, ајде, нека е така. Добро, но само Словенија и Македонија ќе имаат рамс. Никој друг на Балканот. Еве, ние ќе сме први после Словенија. За испитување на патиштата со током мињат. Дали ЈПДП планира да ја зголеми цената на одземеното земјиште за делот автопат Киче во Охрид? Сега се понудени смешни цени од 30 до 60 денари за квадратен метар. Не може, таму има методологија која што е утврдена на државно ниво и од тоа не може да се меша. Не може да се меша таму никој. Министре, дали ќе се спојуваат ЈП државни патишта и ЈП Македонија пат? Значи вака се на последната седница на влада разговаравме во делот на извештаите кои што ги дава Македонија пат, најавени се седници за дел од фирми, посебна седница на влада во дел од фирми кои што секако Македонија пат, фирми кои што се под државна сопственост со проблеми, делот на железници, делот на други предпријатија како што се Еврокомпозит и така натаму. И нашиот став и мојот личен став како министер, тоа и го кажав на седницата на влада и од премиерот е многу сличен, е дека не стануваше збор за спојување, стануваше збор за фирмата на кој начин државата, бидејќи во државна сопственост е јавното предпријатие Македонија пат, да и се помогне и во делот на излегување од долговите кои што ги има и во делот на набавување на градежни машини, комплетно цела механизација и на тој начин да стварно јавното предпријатие, бидејќи ние сметаме како влада дека тоа е потребно и на кој начин мојот предлог беше да низ фази, бидејќи во една година навистина не можеме тоа комплетно да го покриеме, меѓутоа постепено, значи низ фаза како да се надминат тие проблеми, Македонија пат да се го заведе. Инаку не станало збор за помагањето кое што се имаат јавното предпријатие за државни патишта и Македонија пат е една работа, тоа се е нормално со одлуки на управните одбори, меѓутоа не испојувај. Добра година е зголемено за разлика од лани и некаде 1.250 милиона е дело што они треба да го одработат за нас. Да ги видиме поентите на вечерашната емисија. Ке бараме рок, најверојатно бидејќи се уште се во завршна фаза преговорите за анексот, рок од 3 години
да се продолжи и да се заврши изградбата на автопатот Кичиево Охрид. Согласно сите пропусти кои што и проблеми се јавени, за кои што за жал претходната влада апсолутно не сакаше ни збор да каже. Стоеле документи и од ревидентите. Некој ревидилар на брзина, некој уште на време укажувал дека нема предвидено клучка, дека нема предвидено слоб по патни патишта. Тоа е се укажувано. И се во стилот добро дека ја направиме отпосле. Мисли на утврдување на одговорноста за сите тие пропусти, за тие штети кои што се предизвикани за буџетот. Пропустите се веќе направени и сега не треба да гледаме веќе што е направено. Тоа што е направено, треба да гледаме да се заврши. Добро. Да, што понатаму ќе се направи, мислам дека мажите многу се изназборува вечерва, да ја дадеме за крајот дамата да финишира. Како ќе заврши целата оваа ситуација во делот на правосудството и она што би требало да се тера понатаму како истражна? Она Што очекувате ви? Очекувањата се секако да се завршат патиштата и да се направат сите овие други кои што се предвидени, се разбира по референтни цени, многу потранспарентно, постапките да се водат поинаку од она како што се водело. Еден апел да се уреди владата, да го уреди прашањето на јавните предпријатија, бидејќи се спомна едно од нив, а секогаш традиционално важат како добри начини на финансирање на политиката и политичките партии, а најнеуредено ни е тоа прашање. Друга работа е дека мора да се спроведат сите постапки за утврдување на одговорноста. Се согласувам дека треба да гледаме напред. Но тука има многу работи кои што се направени на штета на државата и на граѓаните на оваа држава во интерес на поединци. Затоа што зборуваме за извлекување на големи суми на пари, за неспроведување на службените обврски, вклучително и на ревидентите. Ја и не знам кои се ревиденти, но некој ако дава извештај, ако кажува дека тука нешто не е во ред или ако замижува пред нешто, и некој понатаму не ги спроведува постапките, значи мора тука да се инсистира на следење, утврдување на одговорноста, како се дозволило да се предизвикаат толкави штети, а градежништвото традиционално е најподатливо за извлекување на готови пари од банките и од буџетите, така да трагата на парите да се следи, да видиме каде стигнале сите овие средства. Почитувани, ви благодарам што вечерва бевте гости на 24 отворено. Почитувани гледачи, останете на фреквенцијата на телевизија 24, веднаш после вестите следува првата епизода од втората сезона на популарната македонска серија Преспав. Пријатна вечер.